Правењето обврска за плаќање при доајси за хонорарите е проблематично од повеќе аспекти. И од повеќе аспекти го напаѓаме овој закон. Овој закон доведува до осиромашување на многу луѓе кои се на границата на сиромаштијата. Затоа протестираме против овој закон. Протестиравме и пак ќе протестираме, значи следниот петок, на петок 13 ќе има протест против осиромашувањето кое го предизвикува овој закон. Овој закон исто така создаде невидени голем број бирократски процедури кои владата ги креира и самата не знае да ја одговори. Цел месец се вртка, не можеа да најдат решение на своите бирократски проблеми, иако 6 месеци си дадоа рок да ги средат тие бирократски проблеми. И затоа е оваа акција, да ги прашаме што мислеа со бирократските процедури. Како треба еден граѓанин да се справи со овие бирократски процедури кои тие му ги наметнуваат. И трето, овој закон е неуставен. Значи става во неповолна положба луѓе кои се принудени да работат за хонорар. Хонорарните работници, за разлика од работниците во редовен работен однос, немат право на платен годишен одмор. И после на луѓе кои се дискриминирани и наметнувате стандарди кои треба да важат за вработени во редовен работен однос. Ако воведувате исти обврски за луѓе кои се во различна материјална ситуација, то се вика дискриминација, а тоа е спротивно на Уставот. Така што со три акции ќе нападнеме на овој закон. Значи со протести, со акција со барање на информација од јавен карактер за нивните бирократски процедури, на кои ние сме подложени да ги решаваме, и трето преку иницијатива за испитување на уставноста на овие законски измени.